гледаме инсерти од моментно најубавото културно доживување во градов, изложбата на Глигор Стефанов. Авторот, кој се вбројува во редот на најзначајните млади ликовни уметници во Југославија, е Вечерва Сонес. Па Глигор, да започнеме од она што е најнеобично за повеќето од гледачите, а тоа е употребата на нескулпторскиот материјал во твоите објекти. Па ја користам природни материјали, трошни, за разлика од класичните ваерски материјали. Мислам дека помеѓу овие не постои никаква разлика во она креативна смисла. Ја користам пред се сламата од ваерските, од природните материјали, поради нејзината тактилна вредност, ги потенцирам нејзините природни карактеристики, обоеноста, потоа обоеноста, линеарната структура која има еден необичен ритам, доста брз ритам на светлост и сенка, кој ми овозможува да полесно и поубедливо ги реализирам динамичните облици. Ти имаш специфичен однос и кон просторот, па објасни го неговото постоење во твоите скулптури. Да, просторот игра многу важна улога во моите дела. Делата не се тоа скулптури во простор, него просторни скулптури, односно обликот не е обкружен со простор, него и самиот простор е обликуван. Како што беше пример со делата изведени, линеарните интервенции, амбиенти изведени во Скопје, Загреб и Белград, каде што вниманието го свртував не само на изложбените ѕидови, него на таванот, подот, подеднакво и на прозорците, кои со моето интервенирање со травата постануваат дел од композицијата. Сваќањето на просторот на некој начин е поврзано и со насловот на твојата изложба, таа се нарекува Летала. Па леталата ги земав како тема затоа што нивната разновидност и променливост на облиците ми овозможуваше да стално менувам, да придам непречено, спонтано, интуитивно, емотивно. За нив размислував пред се како за облици во простор, а некоја символичност и асоциативност доаѓа спонтано. Многу поблиску ми беа оние облици, оние летала кои ги користат децата, оние летала изработени од хартија, за разлика од оние кои имаат религиозен или митолошки карактер. Веднаш по завршувањето на изложбата, а да напоменам, таа трае до 3 јули, некои од твоите дела ќе отидат во некои градови од Европа. Што мислиш, како тие ќе комуницираат со таа култура? Па, во сите мои дела има еден етнографски призвук и една поврзаност со ова поднебје. А самите елементи кои јас ги користам, ликовните елементи се универзални и се надевам доста прифатливи за овие гледачи. А всушност она необичното, она етнографски призвук, мислам дека е многу поинакво, пооригинално, за разлика од она што го нуди тако.